Научи на фудбалот вела дека Беласица е најдоброто од Струмица, гордоста на Струмица. Фудбалски клуб Беласица, најстариот фудбалски клуб во Струмица, во кој имаат играно огромен број на одлични фудбалери. Да споменеме само од најстарата историја, Благој Статов, Ристо Николов, Васил Рингов и од поновата историја има излезено играчи во македонската репрезентација на кои сме горди. Би можела само да спомнам неколку имиња исто и од тоа: Горан Пандев, Аце Стојков, браќата Роберт и Гора Попов, Зоран Балдувалиев, Данчо Масев, ги има многу, со кои Струмица се уште се гордее, затоа што не само во Македонија оставија впечаток и на светско ниво. 103 години фудбалски клуб Беласица и 10 години фудбалски клуб Беласица во рацете на Славчо Пинда. На мое задоволство, денес мој гостин е токму Славчо Пинда. Добре дојде во мојот подкаст. Добро ве најдов и фала на поканата. Да, ти благодарам што се одзва на мојата покана да разговараме токму на таа тема, фудбалски клуб Беласица, со сите овие еминентни имиња во областа на фудбалот и ти кој 10 години се бориш за Беласица. Така може да се каже. Да, може да се каже. Прво, како си? Добро се чувствуваш кај нас на гости? Да, супер се сеќавам како дома да се. Да, мило ми е. Кажи ми, јас спомнав неколку имиња, претпоставувам не се само тие, вие малце повеќе ја знаете историјата на фудбалски клуб Беласица и ти си од мал, ми спомна неофицијално пред да започнеме со подкастот, од мал си со Беласица. И кажи ни како дојде идејата да се земе Беласица во твои раци? Добро, ајде да почнеме од историјата. Значи историјата и сами кажавате, Беласица е стара 103 години, најстариот клуб во Струмица. Друг е Тиверија. Тиверија е после, да. И сега понова пак. Да, и многу празно место, па сите други. Да. И Беласица, историја за градот, Беласица нема фамилија, нема семејство во Струмица и нормално и селата околу кои што немат нешто блиско со Беласица. Некоја поврзаност со Беласица. Некоја поврзаност, да. Кој е бил некој играч или детето му играело во Беласица или навивач бил или во управата бил. Историјата е толку многу голема што нема семејство во градот кој не знае за Беласица или да каже нешто или за некое време да спомне и да каже во тоа и тоа време тој играч таков гол, таа и таа утакмица ја победивме. Така беше на стадионот толку луѓе и така натаму. Значи историјата на Беласица е голема и сите знаат за неа. И гордост ми е што ја водам за Беласица. Но и голема одговорност е, затоа што секој еден, убаво спомна, нели, секој еден е дел од Беласица. Ти прави ли тоа поголема тежина и поголема одговорност да ја водиш Беласица? Нормално. Беласица си е клубот на градот, гордоста на градот. И се што се случува во Беласица, дали ќе е добро или ќе биде неуспех некој на фудбалски терен или било како, сите го доживеат ова како собствен проблем. Знаат да те критикуваат често. Или јас сум крив, или јас сум добриот за добриот успех. Нормално не е клуб кој што сум го јас создадел. Така. Не е клуб кој што ќе дојде и ќе си оде. Беласица е клуб 103 години, сега јас ја водам, после неколку години може некој друг и крај нема. Значи Беласица секогаш ќе биде и ќе постои. Да. Но треба да обстојува. И одговорноста е голема. Да, треба да обстојува. Кажи ми како дојде до идејата ти да во твои раце да ја земеш Беласица? Сепак имаме, извини што те прекинувам, спомнав познати фудбалерски имиња и овде во Струмица, но таа не падна во рацете на нито едно фудбалерско име, туку токму тие зем, Славчо Пинда. Ги интересира на струмичани, морам да прашам и јас. Да, добро. Интересно е прашањето, а и интересна е и приказката, која сега ќе ви ја раскажем, как јас стигнах до Беласица. Јас 2003-2004 година, пред 20 години и нешто повеќе, бев обезведување на Весна Таковска, на жена му на Ванчо Таковски во Скопје. Да. И го знаеме сите добро, струмичката јавност. Батеване, легендата на Беласица, да.
Ден денеска още си кружат неговите клипови по социалните мрежи. Да. И много и още е интересен за гледане и за слушане. А и беше много интересен тие кои го знаат, јас лично го знаех и комуницирах со него. Тие ще го познават, значи за него само позитивни критики. Да, Много беше да. посебна личност и ето как да кажем. За Беласица направи много. Колку години беше тој директор? Председател беше, да, исто како мене. Практично концесијата која има направено Беласица со државата 2001 година, пошто го знам договорот, ја има тој направен. Така. Да, и на истата концесија, на истата фирма, од таа година сега е во моја собственост. Како дојде до тоа? Сега До таа како сделка, ајде да дојде кажеме. до Беласица. Јас бев веќе на стадионот, пошто бев на Весна Таковска обезбедување, после кога се вратив од Скопје, му бев обезбедување и на него, на Ванчо Таковски. Имаше некоја случка се случи у Скопје, он се појави на еден момент во една дешавка, да не навлевам у детали. И тука он ме виде дека јас си ја гледам работата како што треба у тај дел околу обезбедувањето, пошто јас бев обезбедување на жена му. И после од 2 години, јас кога заврших со мојот работен ангажман тама во Скопје, се вратих у Струмица и тој од благодарност ме повика и ме стави на платниот список на Беласица. И јас не како фудбалер. Не, фудбалер, да. Како обезбедување, уствари не ни бех нешто ангажиран, да кажем, секојдневно на работа, пошто во тоа време си имах и моја агенција за обезбедување. И така, ако имаше потреба, нешто ме викаше. И во еден момент, да кажеме, он веќе немаше толку финансиски средства за да ја воде веќе Беласица. Веќе му почнаа некои проблеми со играчи, со управа, со федерација, со луѓето околу него. И на неколку пати ме повика за помош и така направиме некоја близина. И во еден момент јас бев на стадионот и тој ми вика: "Абе Пинда, тука си, близко живееш." Пошто јас живеам многу близко до стадионот, на 100 метра сум, тука ми е куќата фактички, тука сум порастан јас. И на стадионот, и спортската сала, и се ме е таму како дома, значи буквално го знам тај терен. Порастан си да. таму. И ми вика: "Абе да направиме една фитнес сала, вика, за фудбалерите, вика, гледам, вика, и ти вежбаш, вика." И вика, вика, на тебе добро, вика, за Беласица добро. И јас му викам: "Супер, добра идеја." Јас у тоа време работех некои обезбедувања, имах у Струмица, некој кафич држах или кладилница у трговскиот центар, да, и имах простор да можам да финансирам, да направам плюс уште нешто. И така се договориме, ми го даде тај потребински простор. Сега моментално кај што се наоѓа Космополит, и тука ми беше и фитнес салата, и беше направена и за фудбалерите на ФК Беласица, и јас ја користех приватно и за мене, и плюс кој сака да ја користе за други вежбачи. И така дојдех на еден начин до Беласица, првен да влезам во кругот на Беласица. И после што се случи, кај него, мораше он да го даде клубо, падови се случуваат и во бизнис, финансиски проблеми, политички проблеми, знаеме да, тие што ја знаат ситуациите, знаат да не навлевам јас во тоа. И тој ми го понуди во това време клубот на мене, да ми го продава. Што размислуваше на првиот момент кога ти кажа ајде да ја водиш Беласица? И јас тогава бев многу млад, значи това се случува 2006 и 2007 година, тука не иде. Значи пред 18 години. И јас во това време му викам: "Абе Беласица, тоа треба фабрика да имаш некој бизнис, да можеш да вадиш примерно многу пари, за да можеш да покриваш такво нешто." Знам од клубо и од фудбалот, никој не е земал пари, него сите пари дават.
И јас му викам, немам можност такво нешто, знаеш, това е многу пари за мене. И вика, добро, вика, само да те питам, пошто си вика ти тука, јас вика ќе почнам да преговарам, вика со други. Во това време имаше мавет за Пандев и да се говореше нели оти сака да ја земам Беласица. И изгледа не се договори во тај период, да кажем, тие години. И мислам оти тогава ја зема Перо Национал Беласица. Да, имаше период. Да. Некои 7-8 години. 7 години, да, 7 години беше негова. Мислам оти тука после Ванчо Таковски Беласица ги доживеа најлошите години во трета лига, декшо стадионот беше напуштен. У еден период, неколку години немаше струја на стадионот, пошто ја цело време сум тама на стадионот, нели си ги работам моите бизниси и го гледам това. И дојде момент и водата да ја исклучат и катастрофа. И после фактички 7-8 години се случува нов договор сега меѓу Перо Национал и Пандев. Се договара за Пандев да ја купа Беласица. Ти пак си на страна, пак не си уигра, не, да, јас, не сакаш? Не, знаеш, не го гледам това, оди не го познавах, нели, фудбало, как се менаџира и некак е голем залог. Фудбало е, значи, огромна, страшна... После ќе дискутираме и за финанси, за се, как да, издржуваш воопште сега да тие може моменти. да го издржиш сет това. Таа е нашиот, да кажеме, период додека сум јас на стадионот и ги знам случувањата. Тај беше момент кога никој не ја сакаше Беласица. Буквално и собственикот самиот без се откажал од неја и он ми вика, јас не можам да почнам и вика, ако си за земја, водија, полека как имаш пари ќе ми дадеш за си болиша веќе. Навистина е жално што пак ќе кажам нешто што цела Струмица се гордее. Не само Струмица, нели на ниво на Македонија се гордее со еден од најстарите клубови. На крајот да дојде момент да нема кој да ја одржава и да ја работи. И мислам секој чест за тебе што си го направил тај чекор, затоа што треба да се благодарни струмиџани. Знам дека ние знаме и да искритикуваме, знаме и да кажеме по некој лош збор, но на крајот од се треба се благодарни за твојот потек што го имаш направено. Да, добрите познавачи на фудбалот, на тие кои што стварно се биле или фудбалери или се околу близината на Беласица или на некој друг фудбалски клуб, не е важно дали е Беласица, знаат кој е терето на еден собственик да ја вода Беласица. Как да кажем, Беласица сите ја сакат, Струмица, сите нели викат Беласица да биде Беласица така бе. Ама за кога ќе дојде момент за да се дадат пари за Беласица или некој да плати нешто за Беласица, никој ништо не дава. Правам вето не за општината, значи од општината сум благодарен, правам вето за бизнис сектор. Да, генерално, многу често спомнуваме во моите подкасти за поддршка на спортот. Генерално, не само фудбалот. Јас имам гости и од бојкари, и фудбалери, нели, и од другите спортови. Ги гледам, и јас од бојкар век, И многу често знаат да кажат дека нема доволно поддршка, не само од општините и од владата, нели, од државата, туку општествено одговорни компании има се помалку и помалку. За да поддржат спорт, да се гордееме и ние со тие спортски клубови и стадионот и се, ќе имат и тие бенефит на крајот, нели? Ама треба да циркулира тој еден круг, јас што викам, компании и луѓето и спортските клубови, да си имаме соработка за сите би било подобро. Тука ме интересира момент само да те прашам, дали се кажа за одлуката што имаш донесена пред 10 години да ја прифаташ? Не, никој пат не се кажам, Беласица ми има, точно ми носе голем терет и имам нели некои проблеми кои се удело на финансиите, ама секој случај се снаоѓам. Беласица не е на никој дужна, во моментот е исплатена, еден од најредовните клубове во државата. Ние држиме некое средно ниво, не сме прва лига, ама нивото кое го држиме и на инфраструктурните терени и на изгледот на подтрибинскиот простор, кај што се собликувални и сите ред други простории. Ние сме еден од најорганизираните клубове во Македонија, без разлика дали прва или втора лига. Имаме многу подобри услови и од прва лига. Сега Беласица е втора лига. Да.
зошто е втора лига? Што фали, што треба за Беласица да се издигне малце на повисоко ниво, да премине во прва лига? Добро, да кажем са, јас Беласица која превземах да ја водам, беше во трета лига. Првата година не успеаваме, втората година влеземе веќе во втора лига. Јас ја имам на 2 пати внесено Беласица во прва лига, значи целта и сега ми е, и оваа година, ние секоја година си поставуваме цел да влеземе во прва лига. Меѓутоа, реалноста е таа. Не може да сакаме ние да играме на високо ниво, а финансиите да бидат тие. Значи не можеме магија да направиме. Нормално е тоа. Прва лига си сака поголеми трошкове. Да не кажем оти прва лига има 5 пати повеќе трошок отколку 5 пати буквално повеќе трошок отколку втора лига. Така да целта ни е можам да разбереме финансиски проблеми. Да, целта ни е на нас секоја година. Сега со тренерот пред да дојдам кај вас, со него разговарах. Значи оваа година викам постави цел ние да влеземе прва лига. Значи имаме ние костор добри играчи, ние конкурираме секоја година и најдобрите екипи имат проблеми од нас и ги добиваме. Значи тие кои што влеват у прва лига, играме на исто ниво, ама знаеш малку фале за да влеземе. И тука знаеш има и едно друго прашање што правиме од кога ќе влеземе во прва лига. Значи ние втора лига, ето да кажеме, јас можам да зберам сила и да решиме до оваа година ќе влеземе, ќе потрошиме плюс още 200.000 евра, да кажеме на тај трошок што го правиме и ќе влеземе. После следната година ти си веќе во прва лига. Во прва лига екипите сега, пошто јас комуницирам со клубовите, значи имам пријатели и им ги знам трошковите, им ги знам цените на играчите, знам што сака прва лига и какви трошкови се трошат. Од 1,5 милион евра надоле нема екипа. Трошок. Да, нема, од 1,5 нема надоле. Пази, имаш екипи по 1,5 милион евра ќе потроши и ќе отпадне. Значи, да, без никакви резултати. А имат екипи, ето Вардар објави вај година 5,5 милиона евра од ќе има буџет. Сега ние, например, за да влеземе, ето јас ќе го избутам тај терет, да влеземе во прва лига. Ама со исти играчи или уште малку да појачам, да стигнам до некоја цифра, да кажеме 400-500.000 евра, не секај ќе отпаднеме следната година, разбираш? Да. Ти размислуваш менаџерски? Да, на мене ми е целта. Што е, како да прашам сега, клуб фудбалски, подобро да го води, како да кажам, менаџер, човек кој не е во фудбалот или фудбалер? Па ајде да кажете кој фудбалер има собствен клуб. Пандев е еден од нашите блиски примери, нема, го продаде. Значи, фудбалот го водат први луѓе од бизнес секторот, друго секој пат стоат општина или неколку луѓе кои што се прават како управен одбор да ги поделят финансиите. Не може никој да го издржи тоа. И најголемите клубови, и Реал Мадрид, и Барселона, и кој сакате клуб, што ги гледаме на телевизијата секој ден, нема еден собственик. Сега се повеќе собственици и сите здружени заедно ги делат финансиите и стигат до такви големи успеси. И има нели коментари наместени утакмици, продадени утакмици, не знам какви, да веќе пари правиме, да не се залажуват сите, одма да им кажем, фудбалот никој пари не е заработил. Може само да се истроши. Да, има некои екипи, да, ќе заработат 2 година, продадат неколку играчи, ќе земат неколку милиона, ама до година пак ќе инвестират во фудбал и така да на крају нема екипа која долгорочно заработува од фудбалскиот. Да. Дали имаш ти како знаеме нели не само Струмичани и Македонија, ти си имаш и твои бизнеси, си човек кој работи со бизнеси. Дали фудбалскиот клуб Беласица ти донесе повеќе бенефити или повеќе проблеми? Во однос на, да кажем, другите бизнеси. Види, јас
не кажеме Беласица како собственик на Беласица, нели, на фудбалски клуб, во бизнис секторот и на светско ниво и во Македонија, кога кажеш што ти си собственик на фудбалски клуб, ти веќе делуваш посериозно човек кој што, значи, че има фудбалски клуб, значи го држи и плюс јас кога кажем ти 10 години го држам, па и стадионо. Ти има многу ретко клубове кои што и нема стадиони, разбираш? Да. И стадиони имаме и фудбалски клуб што е многу голем бенефит за Беласица. И сега во бизнисот јас делувам како многу, да кажеме, нели, човек кој што има фудбалски клуб, имам, нели, некој бизнис и изгледам како да сум некој милионер, разбираш, и полесно ми поминуваат некој, да. Позадина како јас минат знам најубаво деновите. какви е, ама да. Како се мотивираш и покрај сите проблеми? Цело време ги спомнуваме финансиски проблеми, сваќам дека имаш финансиски проблеми, не само ти, сите клубови. И што е тоа што на Славе Пинна го мотивира упорно да се залага за тој клуб? Не се откажуваш, ще гледам дека не сакаш да се откажеш. Да. Што те мотивира? Да, први да кажем, Беласица имам земено во нели таква лоша ситуација, ја имам дигнано до некое ниво, 10 години ја водам, си ја осеќам дел од мене и ако Беласица не е успешна или не е така како што треба, како јас да не сум успешен, значи така се осеќам. Значи, како твое дете си. Она е дел од мене и на хартија си е моја. Значи Беласица си е приватен клуб и си се борам за неја како моје дете. Да. Кога најмногу без разлика, сега губам во моментот, ама се надевам оти ќе дојдат подобри времиња. Да, не се откажуваш. Не се откажувам. Ајде да се вратиме пак на Таковски, интересен ми е муабетот, знам неофицијално Батеване. Имаш една анекдота за него. Батеване, ние сме со тебе, ние сме, се вртам, нема никој да посади. Имаш ли нешто научено од него за клубот за Беласица? Се присетуваш ли на некои негови за анекдоти, да ќе кажеме, знам дека имаш многу случаи со него, но некои совети кои ти ги има дадено или тактики или начини на кои треба да се води клубот? Имаш ли научено нешто од него? Виса, во времето тој кога го водеше клубот, јас му бех обезбедување. После тоа он го даде клубот на друг собственик, а во меѓувреме он и почина. Значи јас додека бех собственик на Беласица, тој не беше жив. Значи у тај дел не можеше да ти сподели совети за како што. Но како човек, да. Иначе како човек има бисери и ладо со него, легенда. И ти што вртат по социјалните мрежи интересни, ама има и такви со мене директно што како беше, претпоставам си му бил обезбедување и сте били нон-стоп заедно, нели? Постојано треба да се со него. Не, он не беше некој, да кажеме, дека што сака цело време некој да седа до него. Он само кој имаше некој проблем, се сеќавам на еден проблем кога играчите му штрајкуват. И јас не знам што се случува, а он ми звона по телефонот и ми вика доваѓи одма на стадионот. И да може да разбереме, јас викам што е проблемот, доваѓи. Мислиш некој не го тепа? Јас мислам он веќе е проблем, некој е закачка. И јас близко живеам до стадионот, пешки си дојдех до стадионот и доваѓам и го гледам, он вика у негов стил, там си стоа, знаеш, си имаше он негово место, дека што викаше по играчи, по судии, по сите нареднели. И јас стигам и он бушев целиот. И вика нешто, не можам да го разберам, и покажи го раците там навам. Не знаеш кој да го браниш. Вика, нема никој до него, разбираш, и на стадион нема никој. Он веќе, мислам, од и втора лига беше. Немаше публика толку многу и не може да разберам ситуацијата и века дојде до него и ми вика, ти тама, вика, ти гледаш ли ги? И гледам ги, јас фудбалерто, фактички. Неговите играчи, да. Неговите играчи седнани на дзидо на крају на таквото, на стадионот, фактички, на дзидо кој што е како ограда. Седнани тама и го гледат утакмицата, а он ги пуштил помладите да играт. Нели за да се одигра утакмицата, ќе го кажам така. И ја ти тама ме истаде, толку пари им дадех,
не сум ми дадал плата, не ќе да Имаше ги гледам, проблем. века, оди да ги спадаш. Ми кажуваш, Види нема сега. пари, играчи, он беше исто со срце и душа беше за Беласица. Да, он многу направи за Беласица, значи това мора да се спомне и да се знае. И во иднина имам јас некој план за него специјално што сакам да го направам во негова врска, чест? да остане во историјата, во вечноста на Беласица. Нема да го кажам, ќе дојде момент кој ќе го направиме това нешто. Ќе не бидеш Тој- пак гостинки тој да ги има промовираме направено- тука. Да, се надевам, да, имам Да. планови, ако имате какво прашање ќе поразговараме на таа тема. Мотиване и има направено рефлекторите на стадион, кои што во това време вреда 1 милион марки. Сега се 2 милиона евро. Јас ги имам до Тие управено 1 милион се до... од продажбата на Пандев и Стојков или не? Не знам, он си знае најубаво. Имаше и таква анекдота. Он си знае најубаво, нели, тај у това време финансите од Дексема доаѓале. Меѓутоа да, милиони 100.000 евра за Стојков и Пандев, И да. Пандев, да. Повеќе беа парите за Стојков, ама Пандев ги направи големата кариера. Да. Да. Знаеш како Трибината, Мгм. новата што е изградена, Мгм. е во негово време и рефлекторите. Мгм. Секој е чест и за Во него, поново да. време, двете трибини позади што се на Мгм. на Апсолутно, тоа не треба да стадионот. се заборава за сите тие луѓе кои имаат придонес, кои оставаат нели белик у Беласица. Това е богатството ше. Това е богатството, Да се да. За мене е баш тоа, некој да те спомнува после Одредени Многу години, нели, години, да да, каже, таа е- да, и това Славчо е Пин да фактички. остави белеко у Беласица, се бореше за Беласица. да, се надевам направи. оти некој ќе каже, да, ама јас сум млад, имам още што. Има, ајде не се откриваме годините сега. Знаат да кажат, фудбалот е најважната споредна работа во светот. Дали и за тебе, у моментот? Да, исто важи и за мене, да. Фудбалот што може да направи, значи, таква магија, това може, значи, да го доживее некој само што е многу близок или дел од случувањата на фудбалскиот клуб. Што најмногу Значи, те каква радува? голема среќа може да ти даде на добиена утакмица или усвоено првенство или усвоено некое место во лигата или шампион и така надале. Мислам оти ни една друга работа не може да ти роде дуушта таква среќа. Да. И за това е функционира? она најважната споредна работа Така. на светот. Мислам оти И за за тебе тоа. важи тоа. Го мислам. Како На това мислат и функционирате фудбалски клуб Беласица внатре? Ме интересира фудбалерите и вие како одбор, како тим, како функционирате? Добро, јас сум си председател Мгм. на Беласица од први ден од кој ја имам земено. Има директор на Беласица, има тренер, има секретар, има сега тренерот си има примерно на првата екипа, он си го прави составот. Имаме координатор на младинските категории, тука координаторот си права состав на тренери и Си имате играчи. поставено хиерархија Да, има, и секој си ја знае. Функционираме работата. на как да кажем са, на највисоко ниво, како сите клубови. Овде морам Ги да те имаме сите прашам. категории, имаме И младински. доста деца. Мгм. Ние, нашата, да кажеме, или мојата стратегија или желба за млади фудбалери е, целта е да бидат од Струмица. Јас не сум за играчи да ги носам од страна, затоа што и сами ги спомнавате неколку играчи кои што ги има Да, Беласица. фудбалски легенди. Во последната историја, уназад Беласица има, да не кажем, малку е 15.000 играчи. Да, Това се апсолутно. играчи Да. поминале низ Беласица и ние треба и од тука излевале и ние нашата цел е наши играчи, струмички деца и од околината да ги ствараме и да ги правиме играчи кои што ќе бидат во Беласица. Да продолжи И во Беласица да биде првата расадник екипа на таленти. секој пат ко седаме и ко правиме со тренерот, ма вет как ја правиме екипата и за какви играчи, и јас секој пат викам струмички играчи. Значи најпрво од нашата школа, некој и да е малце подобар, а е од страна, не ќе му даваме предност на наш струмички играч. Целта ми е, значи, нашите играчи да играт. Така. Зашо другите играчи, да кажеме, ако некои други школи ги имат произведено, тие не се наши играчи. Ќе дојде на година, две,
Ќе одире и ќе си оди. Так, да. Кога сме кај Беласица, некако е поврзано и не можеа да не се спомнат ајдуците, навивачката група. Да. Ти си бил исто дел од навивачката група Ајдуци во Струмица. Да, јас и сега ги знам сите песни на ајдуците. Да. И јас скоро и да имам заборавено веќе. Знам порано беа многу поголемо беше групата, мора да признаеме, нели? На времето кога се играше фудбал, беше празник. На Батаване. У времето на Батаване, да. Во Струмица беше празник. Сите недела се знаеше 3 сати, сите одат на утакмица и ајдуците се спремаат со знамења, се. Можеш ли да се присетиш на убави моменти од тој период? Како беа во времето на ајдуците, ти кога си бил млад? Да. Јас во еден момент ви спомнах дека јас тука пораснах на стадион. Јас се сеќавам како детенце на 8, 9, 10 години и на тама сум цело време на стадионот. Првен со татко ми сум одел да ги гледам утакмиците. После веќе кога бев малце подпораснен, да кажеме 10, 12, 13 години, веќе станах активен член на ајдуците. Во това време врешката беше воџа на ајдуците. Да, се сеќавам, врешката. Да, и тука още не беше Батавана, значи тука правомовето още поназад. Беласица пак си беше, играше Југословенска лига, втора, и беше доста добра екипата. И јас бех ватрен ајдук, навивах за Беласица. И ајде да ви кажеме интересен момент од това време, Југославија нели бееме, ЈНА беше. Да. Војската, а ние тука живееме, позади нас беше касарната, сите згради што се изгради, тама тоа беше касарната. И ден денеска още викат касарната. Да, и исто нели това е моето поле, јас тука движеах цело време, стадионо, спортската сала и касарната. И тука су војниците од това време, од Југословенската армија, у комуникација и доваѓаме до димни бомби. Да. И првите димни бомби, мислам, првите имаше димни бомби, нели, порано негде наваѓа поголемите ајдуци од това време, ама јас успеах да донесам од касарната други малци посовремени беа од това време и имаме доста димни бомби, значи ќе одаме негде на некој натпревар да навиваме или тука, стануваше хаос на стадион. Имаше и казни понатам. Кази, во тоа време да кажат за навивачките екипи дека се некако агресивни, нели, хулигани. Што мислиш ти за тоа? Добро, секакви мовета може да се кажат. Меѓу тоа и нашите се мирни тука, Струмица. Нормално се напалуват некои, например, на национална база, ако ги вреѓе или нешто околу клуба, ако има од другата страна нешто некој не убави. Но генерално како да кажем, богатство е да се има навивачка екипа, еден фудбалски клуб. Да, ви гледате, нашите ајдуци не се откажуваат од Беласица. Да. Некој пат се налютени, они знаат да ве критикуваат. Критичари, и това е многу нормално. Сакат они резултат, значи целта е како јас што сакам и они така сакат. И това финансиите толку дозволуваат. Иначе они си делуваат сами како собствено, не знам как да кажем това, здружение. Дали се здружение или група, сами си одлучуваат на која утакмица ќе дојдат, помош ќе им треба некој пат, ако можем јас им помагам, ако не можем им кажам, не можем, не сум во моментот. Така, да. Но битно се поддржувате едни со други. Во повеќе случаи сме ги поддржувам, да. Сега може да покараме вај година да се организират малце повеќе. Беласица има цел да се врати во прва лига. Поддршката од трибините најпотребна секој пат, еве покана сите ајдуци. После утакмицата играчи ги поздравуваат и јас сум одел неколку пати да ги поздравам кога ќе направиме. Тие се убави моменти на самата утакмица и ние како публика, јас знам често што не може со пари да го купиш, да. Маленките работи да прават среќа, некои не може да го разберат това, ама така се сака. Мислиш ли дека уште сега за Беласица имам и други прашања, ама ајде само уште тоа. Мислиш ли дека струмичани доволно ја сакаат Беласица? Да. Вие Беласица само, например, види, факт е порано имаше повеќе публика и на стадионите, за било кој спорт имаше публика. Се го правила успехо.
Значи, сите имаме Беласица по дома, во фамилиите, да, сите. Значи нема кој нема нешто да каже за Беласица. Првиот ден кога ќе се разбуде Беласица и кога ќе покаже дека има резултат во прва лига или за успех, почнува да иде народу на стадионот. Исто случаи со ајдуците. Никој пат не се навивалја ни за Брера, ни за Академија Пандев. Ако е Пандев дел од Беласица, излезене од Беласица, да. Они му бее контра цело време. Они се приврзаници на Беласица, да. И дури многу коментари зашо Пандев не си ти со Беласица, тај е твој клуб, зашо друг клуб правиш и така натаму. Да. Не се знае во животот, се може нели да се случи, да се смени, не знам, ајде да не прејудицираме ништо. Може, да. Да, се може да се случи, нели, во животот. Славче, кажи ми, сега малце приватно сакам да те прашам. Знаат за тебе многу често да кажа дека си контраверзен лик, дека си насилник. Јас сега убаво си разговарам со тебе, немам ништо такво чувство, но што одговараш на тие прашања? Јас си седам да си правам јас тимове, ај кажи ми ти как ти делувам јас. Види, така те доживува, од каде тоа? Па добро, имам некој минато порано работах во обезбедување, да. И се случи некои работи кои што уште некои ги памтат во тоа време додека јас работах, јас си работах професионално работа на некој глава, не му ведам. И ден денеска сум така, дали се политичари, дали се бизнисмени или не знам какви мафијажи, за мене това не важе. И јас едноставно си ја терам правдата. Доколку нема правда, му се представам на секој кој сака некаде. И сега тие кои што ме знаат, добро, кои ме познаваат, сите викат, зашо таков мовет има, ви сосеме различно, нели тоа кога сте видиме, кога си седаме с тебе, кога си разговараме, до вчера мислех нешто друго, а ти стварно си најнормален како сите други. Морам да те прашам, затоа што факт е дека има таков добро, мовет. чим говоре некој, значи вредам нешто, разбереш, дали лошо или арно, не е важно. Значи важно да си говорат. Позитивно или негативно. Но приватно да се разбереме, не може некој туку така да биде натапан од пинта. Што може да те изнервира тебе? Нема таков, ајде, нека се пријава кој е нешто добијал без потреба. Што може да те изнервира најмногу? Ми кажа, неправда не трпиш, друго, што може да те изнервира? Па тоа е неправда, што да ме изнервира. И политичарто ме нервират некој пат. Да. Кажи ми, порано се бавеше со кикбокс? Да, бев активен. Дали тоа има удел во таа твоја етикета тука? Спортот како секој спорт, бев 2 пати на светско првенство во кикбоксот, во полутешка категорија. Порано бех и одбојкар, не знам дали знаете. До 18 години бев одбојкар и у репрезентацијата бех. Гледам Хари Наковски ви е бил. Да, беше, имаме доста одбојкари. Јас и Хари Наковски сме школски, седаме во иста клупа. Двојца одбојкари? Да. И Милев Атанаси, он беше со нас, во исти клас. И другите нели. Са капитенот што е на репрезентацијата. Никола Георгиев ни беше исто на гости. Он е помлад од нас, ама првите чекори на одбојкарскиот терен или во спортска цала ги направи со нас. Но сепак не се реши да продолжи со одбојката. Не, пресметак тога и во тоа време дека одбојката нема ништо, това нема пари. Нема пари. Во фудбалот има повеќе пари. Но за жал сега си финансиер на фудбалот, не си фудбалер, рековме дека, нели, сепак трошиш пари за фудбалот. И друго интересно, ајде да кажам, хоби ти е тоа, член си на клубот Hells Angels. Не знам колку смеам да прашувам за тој клуб и што смеам, но интересно е и што можеш да ни откриеш. Дали си ти само од Македонија член на тој клуб? И што значи Hells Angels? Може да ве поканам на 18 и на 19 другиот месец. Јули? Да. Добро. Правиме мото забава за прв пат Hells Angels во Македонија. И сите кои што нешто мислат за Hells Angels, дали позитивно или негативно, може да одат таму на лице место да видат. Еден од најорганизираните и најсилните клубови на светско ниво. И
Си се возиме, се дружиме, Колку години си член од тој клуб? 5 години. Дали секој може да биде? Еве јас, Не, например. не. Ќе си купам мотори и да видам Клубот си делот. има критериуми, има начин как да дојдеш и да го носиш нашите бои, така да тие кои се во мото свето ги знаат. Ги знаат тие правила, правилата, да. а ние кои сме надвор од од моторџиството не смееме да дискутираме многу за тој. Не, вие смеете, ама ние нема да ви одговараме на прашањето. Добро, значи да не прашам понатаму. Ајде да се вратиме на Беласица. Ваши идни планови. Ми кажа нешто предходно, дека Да, значи имаш планови, добро, прва лига, се надеваме дека сите ќе ви се исполнат плановите. Дали ако се внесе некое, не знам, познато фудбалско име внатре во Беласица и направиле некој поголем успех? Не знам, тренер да се донесе некој. Веса, во Македонија и во спортот ги движи политиката работи. Това За треба да жал. видиме најасно. Добро. Дали е за жал или не е Јас сум не е секогаш важно. за тоа, не треба да се Да. меша политика во Меѓутоа, спорт, но И мислам дека ќе најдам сега и сили и спонзор да може да ја внесеме Беласица во прва лига и нормално да ја задржиме во прва лига за првите 1-2 години и после да си поставаме и повисоки цели. така. Знам дека и раководството на ФФМ сака да ги врате старите, правите клубови да си бидат во прва лига, како секој пат што е било. И тука ја гледам сега шансата да може да направиме нешто повеќе. Целта ни е прва лига. Така. А ние струмичани ќе се гордееме на вашите успеси, секако. И кажи ми како струмиченец, што би сменил во Струмица? Знам да ги прашам струмичани Да за бидам тоа. градоначалник, па да можем да сменам. Еве, идат локални избори, има шанса сега, може да се пријави. Има многу работи Навистина, што може да, да се еве, сменат. не сме многу ниту стари, ниту млади, но сме сериозни личности, нели, кои можеме да дадеме некоја, не знам, сугестија, предлози за подобра Струмица, за подобро живење во Струмица. Видите, модерниот живот, нели, наметнавиот систем на функционирање на сите држави, тоест Западот и го наметнува тоа как ние да функционираме, се врте околу финансиите. За да може да биде градот актуелен и да се граде и да има нели добра инфраструктура, треба да се донесат бизнис компании или нашите бизнис компании кои се во Струмица да се дигнат на повисоко ниво или да им се направат подобри услови за они да можат да напредуват. Соработката Да, најбитно. нормално и фирмите кои што работат во Струмица и да донесеме од страна парите кои што ги заработат, најдобро да видат наши или македонски, ама секој пат не се најаки. Ни знаеме дека инвестиции носеме од страна. И това бенефит секак ќе видиме. Еве што да се направи една добра голема индустријска зона, да се дадат поволни цени на некои бизнисмени да дојдат и да инвестират, да направат некои фабрики кои што да кажеме ќе дигнат подобро и плати на младите и да не се иселуваат толку младите. Да, и така и ќе може и спортот, да тука ја гледам на пример јас и шансата да некој кој ќе дојде некоја фирма од странство или и го гледаш што ти заработува милиони у наша држава, можеш полесно да договориш со него, да кажеш ајде, нели тук си у Струмица и вадиш пари од нас. Така. Дај Беласица да биде, дај одбокарски клуб да биде подобар, Па за тоа те прашав што би сменил во Струмица и пак да се вратиме нели за поддршката на спортот, се да биде во и на спортот и Струмица. Спорт и бизнисот. Да. Друго што можем да кажеме, нека размислуваат за следните градоначалници кои ќе дојдат. Како да се подобрат условите у спортот? Това е, сега имам друга идеја, нешто сакам да кажам. Ајде. Нели това кажам, може да се направи добра индустријска зона или да се понуди нешто поинтересно за бизнисмените, да дојдат и да инвестират, а ние од сето тоа да профитираме. Да не гледат само политичари, се они, да завртат војчката на кај нив, а уствари ние само навиваме за нив. Друго што ние имаме, например, Банско има топла вода.
нешто што Господ ни го дадел, Так. а ние не го искористуваме. Национално богатство. Да, јас имам слушано за некој проект кој од многу одамна бил направен, топлата вода да се донесе до Струмица и градот да има бенефит од тоа за грејење и така надаму. Значи, еве, можат, нека размислат градоначалниците. Таа е Тоа на вода. крај ќе излезе скапа идеја, ќе ја дадеме на некој. Па, Бизнес идеја. Бизнес идеја. Не, убаво нека е мислат, кога не, се ако може дискутира тоа да се направа, отворено, да, например, сега убава замисли ние идеја, имаме топла вода за греење Так, и апсолутно. нели за ние да се ја користиме да биде ефтина, разбираш? Мм. Знаеш колку и струја ќе се намали. Така, да. Еве тоа ќе биде и за екологијата добро, нели да нема. Не се грееме повеќе още на дрва Имаме и- загадување да. секоја и зима за секакви крај, гуми, не знам там што Така. палят. И Се таа за е многу добра доброто идеја, таа на малку граѓаните. може да биде некоја посериозна инвестиција, ама и не ќе биде одлично, Апсолутно, да. да. Секој кој ќе покаже интерес, јас се надевам дека и вие сте отворени за соработка. Сепак кажавме, ти не си само председател на Беласица, ти си човек кој работи со Имаме и бизнес други и бизнесмен и Космополе, другите тама отворени за ресторани соработка, околу, така. Се за доброто на Струмица и да останеме овде во Струмица, да ја градиме Струмица како град, да биде поубаво место за Јас сум живење бај за за сите тоа, да, нас. локал патриот. Локал патриот, да. Најважното нешто за мене, Мгм. Господ е дадел тука си се Така, родил да. и тука треба да ствараш и тука да го оставаш тоа што си оставил, Така. а не да одат по други држави да бидат, как да кажем, там работници на некои други Мгм. фирми, целиот работен век да го истрошат таме и на крај да си дојде тука пензионерот. Зашо да не тука, е само Македонија имаме ние Нека веќе има услови, млади, ние да, немаме веќе работници, имаме потреба од работници. Апсолутно. Јас исто кај мене го осеќам. Да. Нели имаме потреба секојдневно од работници, а нашите деца, нашите суграѓани одат у странство. Сега нешто слушам од и некои се враќат и ја е на поддршка, нек се вратат, има работа у Има Струмица работа, да. и у Па Македонија за секој втор сите. локал веќе Нек си бара бидат тука, работници. нек се Да, борат. да. Јас как можем, јас некаков товар имам на грбо. Па и не се откажуваш. не се откажувам, а и напредувам. Така. Кој би бил твојот совет за крај? За сите оние кои ја сакаат Беласица и генерално за сите струмичани? Совет. Како да ја не се поддржуват откажат Беласица од најубаво? Беласица. Да не се откажат од Беласица. Јас правам се што можам да направам Мгм. за да оде Беласица погоре, да биде во прва лига, да има успеси. Можем да кажеме дека најтешкиот период за мене и за Беласица е поминан. Во времето на претходната власт, тие нашите тука бизнисмени и политичари, имаше страшен притисок врз мене и автоматски врз Беласица. Чим това го преживеаваме, значи идат сега подобри Светла има. времена. Мгм. Друго, можем да го поздравам председателот на федерацијата, на фудбалската федерација, тука и Пандев како Да. дел од тај тим, како директор Мгм. на сите репрезентации, да мислат на Беласица, значи да ни донесат утакмици меѓународни на стадионот. Имам план кој што веќе го терам на некој начин Мгм. да извадиме дозвола за нов стадион, да изградиме на постоечкиот, Така. кој што ќе биде Инфраструктурно да да, бидете кој што ќе- подготвени кој нели што за ќе ги- утакмиците. да, ќе може да ги Мгм. уфате и репрезентациите, да кажеме, и на повисоко ниво, Мгм. кои што ќе играат со нашата репрезентација. И Така. стадионот, целта ни е стадионот да го направиме втор национален стадион со помалечок капацитет, пошто националниот е 35.000 и со некои послаби репрезентации не се пуне, а втор стадион немаме, да кажеме, до 10 до 15.000 Мгм. гледачи. Јас имам таков проект кој во моментот го терам со владата на Република Македонија и се надевам дека ќе го завршам. Ако Така. успеем това да го направам, ќе бидат и струмичани Горди. и горди Да. на Беласица и Беласица да ја вратиме Така. во прва лига. Славче, јас ти благодарам на разговорот и се надевам дека сите твои идеи ќе бидат остварени, а ние како струмичани ќе се гордееме на Беласица пред се, на сите нејзини успеси и на такви луѓе како тебе кои сакаат да вложуваат и да останат во Струмица.
Благодарам на поканата и Се гледаме некој нареден Се гледаме, подкаст да. за нови идеи и нови важи, нема теми. проблем тук сум. Да. Аз ви благодарам на вниманието и се гледаме наредниот подкаст.